Марија ќе зборува на лице место или на незиното прволинковско вклучување, исто така на една актуелна тема, нешто што е секојдневие за многумина, тоа е обкружувањето со дигиталните уреди и како истите влијаат врз спиењето. Спиењето е исто така многу клучен момент за тоа како луѓето ќе функционираат во текот на денот, па и во текот на ноќта би рекла, така што Марија во продолжение со дефектолог Вероника Поповска ќе споделат малку повеќе корисни совети на оваа тема. Марија, поздрав од студиото. Поздрав и до вас. Токму така ќе говориме на една актуелна тема со оглед на тоа дека модерната технологија е насекаде околу нас, секогаш сме изложени токму околу неа, мобилните телефони, телевизорите секогаш се околу нас и колку на некој начин самата модерна технологија ни помага во секојдневниот живот, без разлика дали станува збор за некоја информација или пак пополнување на нашето слободно време, толку знае и да влијае негативно врз нашето здравје. Конкретно во ова вклучување ќе говориме за тоа колку постојаната изложеност пред самите екрани влијае на нашето спиење. Во продолжение многу повеќе од мојата денешна гостинка, дефектолог Вероника Поповска. Да и посакаме добро утро. Добро утро до вас и до гледачите. Јас сум Вероника Поповска, специјален едукатор, рехабилитатор или дефектолог. Најубаво ќе знаете вие да ни кажете нешто повеќе во однос на оваа тема. Се разбира дека ќе напоменеме нешто повеќе и за децата, но на самиот почеток ќе прашам општо колку всушност самото поминување, односно долго време пред мобилните телефони, пред екраните влијае на нашето спиење. Зошто многумина од нас не можеме да заспиеме доколку често, односно долго време поминуваме пред мобилните телефони? Така, па ние денес сите сме секојдневно изложени пред екран, пред било каков тип на екран, дали тоа е работа пред компјутер, телефони или било каков тип на дигитални уреди. Слободно може да кажеме дека тие се денеска дел од нашето секојдневие, секојдневна рутина. Влијаат многу врз начинот на живот, особено врз сонот, на начин што колку што сме повеќе изложени, поголем дел од времето сме изложени пред екран, толку ни е повеќе нарушена функцијата на сонот и на биолошкиот часовник. Најмногу како главна причина за тоа е изложеноста пред сината светлина која што нели ја даваат екраните, а таа директно го нарушува функцијата на мелатонинот. Тоа е нели хормонот кој што е одговорен за сонот. И секогаш, нели, кога ни е нарушен, кога е таа функција нарушена, можеме да го забележиме тоа така што пократка е фазата на длабокиот сон, имаме нарушено спиење, често будење во текот на ноќта, исто така телото, например, не е уморно, но мозокот не е се уште активен, затоа што денеска скоро сите, голем дел од луѓето пред заспивање се активни на своите мобилни уреди, на начин што нели ќе си легнеме да спиеме, ама ајде да видиме кој ни пишал, скроламе видеа, гледаме нешто, било што на телефонот, враќаме на пораки и на тој начин мозокот добива порака дека се уште е буден, дека е се уште активен. Иако нели е ноќ, мозокот добива чувство дека надвор е се уште ден. И затоа се одложува и спиењето. Затоа и не се чувствуваат одморени кога ќе станат од спиење, предпоставувам. Што е поштетно, дали гледањето телевизија или поминување на нашето време пред мобилните телефони? И не генерално иста е штетата? Па, можеме да кажеме дека двете се штетни, но според одредени истражувања докажано е дека телефоните имаат многу поголемо влијание, токму поради тоа што, како што напоменав и пред малку, најмногу поради директната интеракција, затоа што доколку кога сме нели пред телевизор, има луѓе што нели например кога пред да заспиат мораат да гледаат телевизор за да заспиат, има и луѓе што пак не можат да заспиат кога се пред телевизор, но сепак гледањето телевизија пред спиење можеме да кажеме дека е попасивна активност спротивно од телефонот, поради тоа што нели телефонот
како што кажа, веќе имаме интеракција, враќаме на пораки, пишуваме, емоционалната реакција ни е поизразена, и заради тоа можеме да кажеме дека телефоните многу повеќе влијат, затоа што плюс и се многу поблиску до очите. Повеќе е тогаш буден мозокот, повеќе размислуваме. Токму така. Што ќе кажете во однос на дечињата? Колку сушност е пострашно кај децата, за разлика од возрастните, да бидат цело време изложени пред екраните? Па денеска и по истражувања, ама и во праксата, можем да кажем дека многу голем дел од децата се постојано изложени пред екрани. Значи не е сега дека е забрането ние да сме изложени пред екран. Нели, кај децава не е забрането, ама тоа треба да биде редуцирано, континуирано кратко. Например, да имаат, да гледаат некоја содржина која што половина час до час во текот на денот. Да не се, например, изложени на екран по 5-6 часа, се што повеќе од 3 часа изложеност на екран, е многу поголема штетата, затоа што децата, особено кога се мали, особено до 3 годишна возраст, па и 5, ајде, кога растат, значи мозокот се уште им се развива, пластичноста е поголема. Тие учат и впиваат многу работи од околината. Кога се постојано пред екран, сите можности што ги имаат за да осознаат нешто, да научат, им сеускратува. На кој начин? Например, нема толку интеракција со врсниците, нема толку голема дружба со врсниците. Постојано на некој начин влегуваат во тие цртани филмови што ги гледаат, односно ги имитираат тие реакции, поотсутни се, повеќе се сензорно стимулирани, намалена е концентрацијата, фокусот, вниманието, значи тоа дури на вистина представува проблем, затоа што дете што е почесто изложено пред екран, искрено е многу потешко да може да се концентрира на некоја активност што е подолга од 5 до 10 минути. Колку дополнително проблеми би се јавиле пак кај децата со потешкотии во развојот? На децата со потешкотии во развојот како дополнителен проблем се јавуваат почесто будење во текот на ноќта, потешко заспивање, поголема хиперактивност, намалена концентрација, намалено внимание. Тие исто така не можат, за нив се многу важни рутините во секојдневието. И многу е, кај овие деца, многу потежок преминот од игра, односно од екран, во одмор, затоа што мозокот не ги добива на ист начин пораките. Пред самиот крај, еве и на самиот почеток напоменавте дека тешко е да се одвикнеме, односно да се оттргнеме од модерната технологија, со оглед на тоа дека во денешно време по и многумина од нас и работиме онлайн, работиме на нашите телефони и компјутери. Како ете во еден ваков свет да дојдеме до тој квалитетен сон? Според мене, вака мој личен совет е дека многу е важно ние лично да си поставиме рутина пред спиење, за да имаме здрав сон. Јас би предложила колку што можат луѓето, особено пред спиење, да го тргнат телефонот барем саат и пол до 2 пред да спијат воопшто, значи да не користат мобилен уред, за да може мозокот да се опушти, да се релаксира, да го добие тоа чувство дека сега е време за спиење, не да легнеме и да се вртиме во кревет кај што телото ни уморно, а мозокот активен, значи да ја надминеме таа фаза, за да мелатонинот се изрегулира, односно да лачи нормално, да правиме било каква друга активност, како за возрастните, ова важи нели и за возрастните со нивните деца. Например, некои други активности како што се читање на книга, слушање на некоја порелаксирачка музика, седење во пред спиење. Значи зборувам седење во просторија што е
со призагушена светлина, односно со вклучена лампа, да не е толку светло. Значи за телото да може да се опушти, да се изрелаксира, за да можеме да имаме мирен и удобен сон, без прескокнување, без почесто будење, без пократки рем фази, без чувство на умор сабале кога ќе станеме, значи сето тоа ќе се изрегулирано, нема нели веднаш штом ќе да, треба време за да се навикне телото на новата промена и се ќе биде во ред. Ви благодарам многу за сите овие Ами на вас, убав ден, ви посакувам и вам и на гледачите. Благодарам уште еднаш.